Денеска со почеток во 19 часот во музеот на град Скопје ќе се отвори на вистина еден прекрасен изложбен базар каде што ќе бидат представени изработки од млади и деца со типичен и атипичен развој. Овој базар е од отворен тип, односно сите вие кои што не гледате во моментов, доколку сте заинтересирани, доколку ви се чини интересно, ќе можете да дојдете и да го посетите овој базар, односно да видите за какви изработки станува збор. Нешто повеќе за самиот базар, ово утро ќе слушнеме од мојата денешна гостинка Магдалена Китановска, која што е председателка на Сдруженијето Флагелум. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и благодарам за поканата и можноста да го промовираме нашиот проект Мој твој музеј. Денеска во почеток во 19 часот, како што кажавте, до 21 часот ќе се одржува еден изложбен базар кој што е дел од проектот Мој твој музеј, кој што има основна цел една промоција и стимулирање на музејската едукација, популаризација на музеите, развивање на културни навики и индивидуални посети на музеите од страна на децата. Целна група во проектот ни се деца со типичен и атипичен развој до 14 годишна возраст и самиот проект е поддржан од Министерство за култура. Кои се самите нивни придобивки, зборувам на децата и младите, при самото учество на овој базар со нивните изработки? Што добиваат? Учеството во вакви културни активности, учеството во активности кои што развиваат и работат на јакнење на јавната свест за нивното постоење во општеството, вклучување во активности каде што даѓаат до израз нивните можности и способности, пред се представуваат еден развој за еден систем кој што нуди еднакви услови за сите, а истовремено донесува до развој на инклузивно образование. Напоменавме деца и млади. На која годишна возраст се мисли, колку дечиња се вклучени во овој базар и како течеше оној процес на подготовка за самите изработки? Кој е вашиот впечаток? Така. Во самиот проект учествува 15 деца, каде што реков дека е инклузивна група. Пријавувањето беше на доброволна основа, каде што имаше објавено на нашата Facebook страна. Сите оние кои што сакаат да учествуваат, зема учество и се дел од нашиот проект. Инаку сметаме дека музејската едукација представува еден значаен сегмент за развој на инклузивно општество и самиот проект во себе носеше неколку активности кои што пред се започнавме во месец април со посета на старата Скопска чаршија, каде што учесниците има можност да ја истражат, а истовремено да се запознаат со културното наследство, со објектите, со спомениците и музеите кои што се наоѓаат во него. Акцент ставивме на музеот на Стара Скопска чаршија, кој што се наоѓа во дворот на Сулијан и имавме можност на светскиот ден пак на музеите да го посетиме и под водство на водичот Христина Смоковиќ да се запознаат самите учесници со сама начињето на поставката на музеот и се она што тој носи во себе. На интересен, но едноставен начин успеавме да го доближиме на целната група значењето на музеот и да ги воведеме во една музејска едукација. Зад нас, можам да го наречам како катче, навистина станува збор за едно интересно, приубаво катче, никако ни го прави многу поубав и поинтересен самиот разговор. Може ли да појасниме што поточно можеме да видиме во ова катче? Гледам цртежи, исто така фотографии од дечињата? Така, како завршна активност од самиот проект, од посетата на Старата Скопска чаршија и посетата на музеот, потоа следа неколку едукативно-креативни работилници, каде што самите учесници имаа можност да творат ова што денеска го гледате. Значи, црта, слика, боја, торбички, изработува експонати од вистински музејски предмети, така да целокупната таа нивна работа денеска сакаме да ја
прикажем на овој изложбен базар, да покажеме дека тие се доста вредни и дека се значајни членови во нашето општество. Се разбира дека е така, тоа ни го кажува и самото здружение. Сакам да напоменеме нешто за здруженијето Флагелум, имено се вика Здружение за едукација, еднакви можности, лобирање и застапување на лица со посебни потреби и верувам дека всушност и тоа се постигнува преку одржувањето на овој базар. Така, да. Нашето здружение се занимава, како што кажавте, со едукација онаму каде што е можно. Нудиме еднакви можности за развој во општеството и развивање на нивната социализација, лобираме и застапуваме и пред се грижиме за општествената инклузија. Освен овој проект, ние работиме и на други проекти кои што пред се вклучуваат без разлика дали се дел од културата, развиваме исто така социјално предприемништво, имаме проекти кои што се грижат за општествена и социјална инклузија на ранливи категории на жени, така да во глобала е тоа нашата работа. При самиот крај сакам да напоменеме уште еднаш нешто за самиот базар. Поточно дали може да откриеме некакви изработки кои што се подготвени од страна на учениците и напоменавме дека е отворен тип овој базар за посетители, дали е буквално отворен за секој кој што не гледа, односно дали сите се добре дојдени? Апсолутно. Сите се поканети, сите оние кои што го следат прилогот, ги покануваме вечер да бидат наши гости во почеток од 19 часот во музеот на град Скопје. Истовремено сакам да упатам голема благодарност до менаџментот на самиот музеј, до господинот Панче Вилков, кој што веднаш ја прифати понудата за нашата соработка и одговори на сите барања. Самиот проект истовремено сакам да кажам дека сметаме дека представува еден светл пример кој што културата ни покажува дека всушност ги слави различностите и нашите институции и како се емпатични и негуваат инклузивни вредности и ги вклучуваат овие лица во нивното работење и постоење. Убаво си кажавте, на културата ги слави самите различности. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вам. Се надевам дека уживавте во овој разговор, како што уживав и јас. Доколку ви го пројавивме самиот интерес, слободно можете да дојдете денес со почеток во 19 часот во музеот на град Скопје и да видите за каков изложбен базар станува збор.